Античкиот град Баргала се наоѓа на 12 км североисточно од Штип, во близина на Горни Козјак, во подножието на планината Плачковица. До наоѓалиштето води асфалтен пат и лесно е достапно. Истражувањата на овој локалитет започнале во 1966 година. На неколку наврати се извршени дополнителни ископувања, но досега е истражена само 1/10 од наоѓалиштето. Се смета дека зафаќа површина од околу 5 хектари. Баргала се спомнува во еден надпис од 371 година, кој всушност е спомен плоча за подигањето на градската порта. Таму се даваат податоци за тоа каде се наоѓал градот, како и за проблемите на границата на Македонија со Тракија. Обстојувањето на градот изобилува со бурна историја, многу разурнувања па повторна изградба. Служел како доцно римски воен логор, каструм, како тврдина на граничниот појас меѓу провинциите Втора Македонија и Средоземна Дакија. Подоцна бил разурнат и го изгубил стратешкото значење. Но во 5-тиот и 6-тиот век, а особено во времето на Јустинијан I, го достигнал својот врв и Баргала прераснала во цивилно-епископски град. Но повторно настрадал од аварско-словенските походи, па обстојувал како неурбанизирана заедница, за да во средниот век се формирала нова населба со величествената црква Свети Ѓорги. Градот е обиколен со неправилни, големи и цврсти камени ѕидови, со широчина поголема од 2 метри и зајакнети со четвртести кули. Дел од овие ѕидови се обновени, посебно на влезот, но голем дел се уште во рушевини. Главниот двоен влез се наоѓа на средината на западниот бедем. Потоа, откриени се цистерна за вода и 2 бањи, доцно античка голема и мала бања. Големата бања е сместена во просторот помеѓу двориштето на епископската базилика и северозападниот градски бедем. Тоа е добро сочуван комплексен објект со поединечни простории, меѓусебно функционално поврзани. Во северозападниот агол на тврдината е откриена епископската базилика. Во незиниот дворен простор се наоѓа крстилница со мозаички површини. Таа представува трикорабна базилика со полукружна апсида. Во внатрешноста на базиликата особено се впечатливи подовите обложени со камени плочи. Епископската базилика била подигната кон крајот на 4-тиот век, но била обновена во 5-тиот и 6-тиот век. Објектот изобилува со богата архитектонско-декоративна пластика, меѓу која особено се истакнуваат мермерните капители, украсени со глави од лавови и лисја од винова лоза, како и парапетните плочи.
Покрај тоа, откриени се и делови од стопански и стамбени објекти. Големи питоси за складирање на храна и вино, печки за готвење и топлење на вода за бањите и за други потреби. Па така, шетајќи низ овој локалитет, ги забележуваме сите слоеви на животот испреплетени низ времето. Од практичните питоси, печки за готвење, копанките каде течела вода, до велелепните столбови со прекрасни, пластично украсени капители.